Се враќаме назад во живо од Студио 1 и следната тема која што ќе третираме со нашите гости е загадувањето во Тетово. Велам, добре дојде за господинот Аријанит Хоџа од Деко Герила. Аријанит Џафери. Да, извини. Да. Аријанит Џафери и господинот Ненад Коцич од еколошкото здружение Вила Зора. Добар ден. Сега се потсети дека помалку на Тром можеби беме утре. Со бркањето на презимињата. Добро, овде сме да разговараме за последните испитувања кои што ги прават овие две организации, кои што велат дека почвата во Тетово е загадена со арсен на 2,5 пати над дозволеното, по одовде се отвораат и прашањата што е со сите оние земјоделски производи или пак со вошието од тоа. Па вака мостри се земени од нива во близина на во Југуновце, значи во близина на Југохром, и исто така има други мостри кои треба да се земат од близина на фабриката Тетекс. Значи нашата цел беше да добиеме информации какво влијание има тешката индустрија во почвата, и тоа што излезе, значи од мерењата извршени во близина на Југуновце или во близина на Југохром, подобро би кажал, покажа дека има 2,5 пати повеќе арсен од дозволеното. Тоа значи дека земјоделските производи кои се произведуваат таму, значи на тој реон, се многу опасни за консумирање од страна на граѓаните на Тетово. А дали тие поминале досега на нечија трпеза или? Па веројатно да. Значи таквите производи се во нашите пазари секојдневно. Дали има контрола од надлежните, тоа е нешто друго што треба да се прашуваме, но значи досега немало такви анализи, или барем не биле објавени резултати на такви анализи, дека е направена некоја студија за да дознаеме што точно јадеме, со што ги храниме нашите деца и нашите семејства. Доктор Коцич, осам за ова, вие секако заедно и со Еко Герила завчера на настанот презентиравте дели од вашите сознанија. Каква е ситуацијата, може ли да кажете, осам за во Тетовскиот регион секако и нели на вашата организација Вила Зора истражувањата и во однос на цел тој Велешки регион, каде што секако се сконцентрирани голем број на фабрики? Како прво сакам да ви го честитам денешниот празник и вас и на сите припаднички на понежниот пол. Благодарам. Кои што се во Македонија гледаат оваа емисија и оваа телевизија. Овие искуства што ги пренесуваме во Тетово сега, ги започнавме пред 15 години во Велес, практично после затворањето на топилницата, кога алармиравме дека состојбата со загадувањето на почвата е многу лоша. Воздухот и водата имаат способност да се само прочистуваат. Некоја природна, затоа што водата истекува, воздухот се, ветерот го прочистува. Меѓутоа почвата е статична и нема способност да се само прочистува. Навистина бевме во право. Состојбата во Велес е многу полоша од колку што ние претпоставувавме, посебно загадувањето со кадмиум, кој што на некои локации околу Велес е 22 пати над максимално дозволената. И тоа е односно над интервентната вредност, што представува не само критично, но и ризично место за живење, што уште 2001 го прегласи Светска здравствена организација. И навистина е жално што дури 15 години после тоа, пред еден месец, Агенција за храна и ветеринарство испадна со анализа за загаденоста на само да разјасниме, зборуваме дека вие во 2001 година сте алармирале, 2003 без разлика, поминале 15 години од објавувањето на ваквите податоци и ние на институција, надлежност, локална власт, не нашто за сходно, ни стекот на, тоа е голема бројка, на некаков начин да се обиде да интервенира. Дали станува збор за кадмиум, дали станува збор за арсен, ова се фрапантни, загрижувачки податоци, буквално се јаде отров. Така, зависи само што ќе се отепа човек. Дали е бомба или пиштол, жртвата е иста. Меѓутоа во овој случај станува фактички збор за навистина токсични канцерогени елементи кои што се присутни во нашата почва како резултат на историското загадување од одредени индустријски капацитети, а за жал мислам дека не е подобра ситуацијата нити во Скопје, нити во Ковадарци, нити во некои други индустријски региони како што е Пробиштип, како што е Битола. И навистина храната која што се произведува овдека е под голем знак на прашалник. Значи ние пред 15 година алармиравме
во соработка со експерти започнавме со процес на фиторемедиација, меѓутоа поддршката од страна на надлежните институции фактички беше сведена на минимум или никаква. Апелиравме, вршевме теренски анализи, огромен број на научници ни се придружија и тоа е многу позитивно, меѓутоа реакциите од страната на државата изминатите 15 години беше приближно еднаква на нула. Доктор Кутиш, може ли да ги поврзете, да го поврзете тој извештај со бројките на луѓето кои што се заболени или кои што еве во крајна инстанца починале можеби токму ради овие работи? Видете, факт е дека морбидитетот и морталитетот кај луѓето се зголемува со внесувањето на токсични материи во организмот. Зборувам во сферата дали сте имале поврзано со друга невладина организација која што се бавела па со заболените од било какви токсични материи. Да, многу е тешко да се докаже дали некој карцином е предизвикан од една причина или од друга. Сепак кај сите овие болести причините се повеќе и наследни фактори, и загадување, и озрачување, значи меѓутоа самата медицина, науката докажала дека со зголемување на концентрацијата на овие токсични метали во организмот наш се зголемува можноста од настанување на одредени заболувања. Ајде да не зборуваме за цинкот кој што и не е така страшен, да речеме еден од есенцијалните елементи, меѓутоа за оловото, за кадмиумот и за арсенот во овој случај станува конкретен збор за навистина токсични материи кои што не би требало да бидат присутни во нашите храна над максимално дозволените концентрации. За жал, во Велес врз основа на анализите на професор Штафилов од Хемиски факултет има над максимално дозволените концентрации и елементи како што се живата, индиумот и некои дури радиоактивни елементи кои што биле присутни во рудите кои што биле обработувани. Ние немаме анализи моментално направени во Тетово за други елементи, меѓутоа не се исклучува можноста да и тие бидат присутни во почвата на тетовските земјоделци. Така, аријаните најавивте и последно, нели, дека ќе продолжат всушност овие истражувања и испитувања. Меѓутоа, еве, вие, Екогерила, сте гостувале и тука во отвореното студио 1. Постојано се алармира, се укажува дека треба да се преземе нешто. Проблемот со Југохром чинам и остана во цел овој Тетовски регион. Што значи сега ова? Бидејќи за волја на вистината може да се забележат коментари на социјалните мрежи дека можеби премногу се пумпа, па не ја плашете јавноста, па нема потреба. Меѓутоа ова е алармантно. Сметате ли дека доволно е само со презентирање на ваквите податоци за да се подиги на јавното мислење и конечно институциите нешто да преземат? Јавноста треба да ја знае вистината. Тоа е едно. Значи, дали ќе се плаши или нема да се плаши, тоа е друга работа. Тие мора да ја знаат вистината и тоа, мислам дека државата е таа што ја има таквата одговорност која треба да им ја каже вистината на граѓаните. Не треба ние да ги плашиме луѓето. Значи, вистината е таква. Ако нашата храна има арсен или кадмиум, како што е случајот во Велес или пак олово, тие луѓе кои ги купуваат таквите производи треба да знаат што јадат. Не треба, значи, да се задоволиме со само објавување на ваквите резултати. Целта е на целиот овој проект што е спроведен од страна на Вила Зора, ние сме партнери во проектот, е да се изгради некаква стратегија за понатамошно решавање или прочистување на почвата од овие тешки метали. Целта ни е следнава. Еден ден, било кога, Македонија или пак Северна Македонија ќе стане членка на Европската Унија и таквите производи кои денеска ги имаме во нашиот пазар, не само што нема да можеме да ги увеземе надвор од државата, не можеме ни во нашиот пазар да ги продаваме. Значи ние, освен што се труеме денеска, утре ќе влегуваме во Европска Унија како сиромашна држава и ќе останеме сиромашни, поради тоа што друго ќе им нудиме ние на Европа. Така. Значи, ова е целта што треба да ги алармира повеќе властите отколку да ги алармира граѓаните, пошто тие се властите, политичарите кои денес по социјални мрежи и по медиуми им го честитаат 8 март на жените, треба да направат услови да тие жени растат здрави деца во иднината, да тие девојчиња, сестри, што знам, од женскиот род сите, да имат добри услови на исхрана и на живот, а не само, значи, да им честитат празници како да
тоа беше се. Мислам дека од страна на државата не се прави доволно, па да не кажем ништо, во оваа насока. Крајно време е да го сфатат озбилно овој проблем и да се зафатат со работа. Ние како организации можеме до некаде да ја носиме оваа мисија. Може да даваме пример, да алармираме, може да мобилизираме, но решавањето на овој голем проблем мора да дојде од институциите на државата. Ова ме потсети на оно што го велат експертите кои што се занимаваат со ГМО, храната, производството, кои што велат дека ако после еден посет на почва, наредните 2-3 години, 4, таму не расте ништо. Во таа насока, оваа почва како би можела да се обнови одново? Добро, за жал со самото производство на овие зелени производи, почвата и ја прочистуваме. Значи, растенијата кои што имаат капацитет да влечат тешките метали, најчесто се раноградинарски, како што се зелката, не знам, спанаќ, ние ги користиме тие растенија за испитување, ги користевме за да видиме кој е најдобар хиперабсорбер, односно акумулатор на тешките метали. Споредувавме во велес луцерка, масодајна репка, не знам, бела детелина, кељ и тие сите површински растат. Ги абсорбираат тешките метали од почвата и ги внесуваат во своето стебло и во својот лист и ние ги конзумираме на тој начин. Не се значи загрозени растенијата кои што имаат длабоки корења. Например, правевме анализа за тетовското, уствари работевме со компирот, нема капацитет да абсорбира тешки метали и е релативно чист. Меѓутоа, во велес, например, јаболкото и грозјото, кои што имаат длабоки корења, исто така не се загрозени, затоа што до нив и не стасува површинско загадување. Меѓутоа, растенијата од типот на, што ги реков, површински што растат, што имаат поплитки корења, ги внесуваат овие тешки метали во своите листови, во своето стебло и ние на тој начин ги конзумираме. Без разлика дали станува збор за храна за луѓе или за добиток, како што е масодајната репка, како што е луцерката, тие имаат голем капацитет за абсорбција, меѓутоа во исто време во себе ги внесуваат тешките метали и ние на тој начин ги конзумираме. Ако се посади една генерација зелка, да кажеме и таа ги абсорбира тие метали и да речеме дека таа зелка ќе се фрли бидејќи е искористена за да се обнови почвата, дали има ризик од втората генерација на ист посет да го... Значи зависи од концентрацијата на тешки метали што ги има. Ако е оваква состојба со 22 пати над дозволеното кој што се кадмиумот за една година е премалку, меѓутоа доколку се работи за нешто над максимално дозволеното концентрација, тогаш за 1-2 години мислам дека би требало да се изчисти почвата, али во овој случај со екстрена загаденост мислам дека од 3 до 5 години е оптимално време за да зборуваме и тоа добра фиторемедиација да се прави на почвата. Има и други начини да се замени почвата до 40 санти, има употреба на некои минерали како што е зелитот. Значи науката ги дава, меѓутоа тие се премногу скапи за Македонија. Каде што треба да додат при помош фактички институциите. Да, меѓутоа се премногу скапи, тоа го имаат правено во Германија во некои училишта. Али кај нас станува збор за навистина огромни површини и земјоделски и урбани подрачја кои што се многу загадени и кои што треба да се најде ефтин, а ефикасен начин ако сакаме навистина во практика да го спроведеме. Добро, и после најновиве завчера објавувањето на информациите на заедничката прес-конференција за фрапантните податоци, еве ги споменавме и во Велес и во Тетово. Дали воопшто некоја од институциите, локалните власти пројави интерес, не знам, да бидете консултирани, да бидете повикани, да се заинтересираат малку повеќе, да понудат помош таму каде што се може, или едноставно како и секогаш досега генералниот впечаток, само и ние медиумите третираме теми, вие излегувате на пресконференции и соопштувате информации и останува статус кво ситуација. Јас ќе дополнам само каков фидбек имавте од градоначалничката Теута Арифи? Па вака, значи у Тетово ние како екогенета до овој момент не сме добили никаков фидбек, ни од надлежните, ни од градоначалничката, ни од никого. Значи тоа презентацијава, пресконференцијата и презентацијата во Тетово беше со цел да се информира јавноста со тие резултати и понатаму да се отвори дискусија за
истата проблематика. Секако очекуваме дека ќе не контактираат или пак, ако не сакат да не контактираат, самите тие ќе преземат нешто за да го решават овој проблем. Не веруваме дека ние сме единствените кои можеме или знаеме како да го решиме овој проблем. Како што спомна и Ненад, ова е пракса позната веќе за Вила Зора од 2013 година, 2003 година. Ние сме нова организација, немаме многу искуство на тоа. Но мислам дека оние имаат начини и можности да го решаваат. Дали имаат волја и дали сакаат да трошат пари на тоа е друго прашање. Доктор Коцикеве, да, споминавме фактот дека долги години се бавите со ова што се бавите. Какво е вашето искуство во овој однос? Се смениле и локални власти, институции, владини ешелони, без разлика. Дали во низ годиниве воопшто можете да најдете некаков заеднички јазик? Вака сега, значи, покрај тоа што евидентираме состојбата каква е, за тоа што за Велес знаевме, во Тетово, Скопје и Кавадарци, паралелно со активностите во Велес, целта на оваа активност, на овој проект е да се направи стратегија за тоа како понатаму. Како понатаму? За прв пат се одважија нашите институции да делегираат своји представници. Значи, ние побаравме официјално да делегираат и делегира од Министерство за екологија, од Институт за јавно здравје, од Министерство за земјоделие и уште неколку економија и уште неколку институции кои што сметаме дека се релевантни во однос на овој проблем. Имаме одлична поддршка од одредени експерти кои што ги имаме ангажирано како надворешни консултанти, како што е професор Тафилов, професор Бошко Ников и други, да не ги набројувам сега. И фактички имаме едно работно тело кое што со поддршка на државните институции би требало да направи стратегија. Што понатаму? Ќе се евидентира состојбата, ние во Велес, во Тетово, во Скопје и во Кавадарци ќе ги презентираме резултатите, ќе направиме напори да ги одредиме најдобрите фиторемедиатори во истите овие градови. Меѓутоа, ова работно тело што во следниот период би требало да работи и за кој што веќе имавме почетна работна средба, ќе треба да изгради стратегија која што државата во иднина ќе треба да имплементира. Јас искрено се надевам дека луѓето кои што се делегирани сериозно ќе се сватат работата и врз основа на овие податоци кои што ги кажуваме ќе ги дадат најдобрите препораки за да го решиме проблемот со загадување на почвата. Македонија за жал се уште нема закон за почви, меѓутоа водејќи се од европските стандарди, она што го кажа Аријанит, навистина представува голем проблем загадувањето на почвата утре кога ќе влеземе во Европска унија со пласирањето на земјоделски производи и со сето она што ни следува. Вистински момент е да се преземат конкретни чекори, да се направи добра стратегија која што ќе биде имплементирана, која што ќе може да се имплементира. Не е само проблема да се напише парче хартија и да стои запишено, него практичен документ, односно стратегија како да се решат овие проблеми, затоа што се многу од незаинтересираност на земјоделците, од ова што велиме се плашат да нивните производи останат непродадени, од миграцијата, значи од државата голем број на површини се напуштаат, од тоа што со земјоделските површини кои што се обработуваат. Затоа што ако човек произведувал зелка, не може да остане без својот приход. Значи државата е таа што била крива во минатото што површината е загадена и треба на некој начин земјоделецот да биде обештетен. Тоа е нашиот став и мислам дека ќе се изгради заедничка стратегија со надлежни институции како во иднина 3, 5, 10 години ќе се работи со цел да оваа почва се прочисти и да ние имаме сите здрави продукти за јадење, без разлика дали се работи за Кочани, за Штип, за Тетово или за Велес. Абсолютно. Сите имаме право да ја конзумираме здрава храна, затоа што тоа е законска, тоа е уставно право на секој човек во оваа држава. Бидејќи сме при самиот крај во овој разговор, Аријанит ќе искористам оваа прилика, така барем да го затвориме вашето гостување. Тетово и покрај тоа што Екогерила е со години наназад активна, одржуваше и протести во однос на целосното загадување на Тетово, не само воздухот, што се има сменето во сите овие години? Тетово се уште е на таа ранг листа на најзагадени градови. Вака, значи, кога станува збор за загадувањето на воздухот, има подобрување, значи не може да кажеме дека дишиме чист воздух, далеко сме од тоа, но можеме слободно да кажеме дека имаме помалку загаден воздух за
некаде до 60% според мерењата на Министерството за животна средина. Тоа и граѓаните го чувствуваат, значи не е нешто што не може да се забележи. Друго е што имаме други предизвици, например како што е загадувањето на почвата која веќе беше откриена од проектот на Вила Зора, кој е финансиран од програма за граѓанско учество на USAID. Исто така сакаме сега да се фокусираме и на загадувањето на водата. Нешто што треба да се знае дека околу повеќе од 70% од водите на Македонија имаат, значи доаѓаат од западниот дел на државата, од Тетовско и Полошки регион повеќе. И затоа мислам дека освен воздухот кој се уште се бориме со тоа загадување кое се уште е над дозволеното, не е, например, како во времето кога работеше Југохром, кога загадувањето беше 20 пати над дозволеното, сега сме некаде 5-6 пати над дозволеното, што е се уште премногу, но сакаме, значи, паралелно со таа војна да водиме и сметка за почвата и за водите. Ние како организации и во самиот почеток реков можеме колку што можеме и ќе го направиме тоа што можеме. Но многу е важно надлежните после да ги решаваат овие проблеми кои ние ги идентификуваме за нив, еве да кажам вака, бесплатно, пошто некои држави плаќаат и консултанти да им ги изнаоѓаат проблемите и да им ги решаваат. Ние им нудиме решенија, но во крајот на денот значи, наши организации немаат такви средства како, например, што има државата, за да решаваат толку големи проблеми. Секој проблем има решение. Јас последен пат кога бев во ова студио реков дека за такви храбри одлуки, значи храбри или радикални мерки треба и храбри политичари, храбри кои значи ќе бидат во можност да ги заборават своите политички партиски цели или поени. Да загубат политички поени, така и да работат за доброто на граѓаните, да си мислат за идните генерации, не за идните избори. Така, тоа е многу важно. Господа, ви благодариме што одвоивте време и еве, иако за оваа тема секогаш има доста да се коментира, се надеваме дека ќе се зголеми соработката и конечно да ќе се реобнови цела оваа загадена почва. Уште да напоменам дека тематски во 17 часот ќе имаме поврзана тема со загадувањето, овој пат со хемиските супстанции, така што цел овој блок, но тука правиме кратка пауза и се враќаме назад со анализата со колегата Дијан Андоновиќ на светските настани случувања.